Во период од 19 до 23 август во Охрид ќе се одржи четвртото издание од меѓународниот ракометен турнир Крсте Андоновски, а на кој ќе настапат 8 екипи. Минатата година турнирот го освои Вардар. Македонија утре со почеток од 20 часот ќе се соочи со Словенија во рамки на квалификациите за светското првенство. Словенија доаѓа видно ослабена, а салата ќе биде исполнета. Премија од владата за ракометарите во висина од 3 милиони денари. Мартин Тодоровски со 100 настапи за футсал репрезентацијата на Македонија. На надпреварот со Холандија од квалификациите за Европското првенство, Тодоровски го одигра 100-тиот надпревар за Македонија, за што и доби дрес со бројот 100. Репрезентацијата на Македонија до 15 години загуби од Хрватска со 3-0 во рамките на првиот контролен надпревар одигран помеѓу овие две селекции на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. Со надпреварот во Ресен синоќа се комплетираше 16-тото коло во втората футсал лига, откако екипата на Конзули одигра 1-1 со Сеј Универзити. Штип го доби големото одбојкарско дерби со шампионот Струмица. Во меч кој се одигра во штипската сала Јордан Мијалков, актуелниот освојувач на купот на Македонија беше подобар со 3-1 во сетови. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.